Добре, дојдовте во уште една епизода на Брчиме со Дуле. Денес на една тема ќе разговараме, која што по предлог на кумбата, денешниот гостин. Го правевме муавет што ќе разговараме како ќе разговараме, со една реченица ме освои и тоа беше тоа што сакав да го правиме муавет, не ти ја кажав тебе. Не ми ја кажа. Муаветот беше имам желба за градење на заедницата. И мене тоа посебно ме радва кога ќе разговарам со луѓе кои што сакат да придонесват, поготово за градење на заедницата, затоа што досега и го немам слушнато тој муавет. Некој да ми рече, еве, правиме нешто, сакаме да учествуваме во градење на заедница, во промовирање на вредности. И денешниот гостин, Дарко Беровски, добре ни дојде, Добро ве од најдов. Германија, во Брчиме со Дуле. Наравно. Посебно ми е драго што си тука и се надевам дека денес ќе слушнеме твојата приказна за твојот придонес кон градењето на заедницата. И со кумбата вие се знаете од порано, Да. да ќе повлечиме И некои мичи. како што си започна да се гради заедницата во Битола, проложи во Скопје, проложи во Берлин и не знам следно кај ќе продолжи. А зашто да Дарко не? има изградено доста заедници сега за сега. Колку што се може. Значи, она ти е професија градење заедница. Да, не го нема. Одлично. Дарко иначе е главен и одговорен, јас ќе би рекол, уредник на платформата, таа е дигитална платформа Спознавање, така? Дигитално започна Так. и имаме 5 физички изданија и сега тоа дигиталниот дел не ни е толку активен во Така. смисла. Значи да можеме да речеме комотно списанието Спознавање. Да. Регистрирано списание се. Регистрирано списание. Вие сте тим од неколку дечки, што активно работите. Да, мал тим. Сите сте во Германија? Не, сите Сите сте различни. битолчани сме покајето, Така. да речам, и се знаеме веќе години, уште од средно со дизајнерката Ана Марија Мишачковска се знаевме и многу ми е полесно, да речем, со тие што се околу мене да ги познавам и многу ми е полесна комуникацијата со нив. Дека нема ништо лично да се сватат и нема мене да ми е А глупо. зошто, Дарко, баш ете, живееме во свет кај што се е дигитално, ти одбра физичко списание. Желбата за да биде ретро нештото, да се вратиме назад или да зачуваме нешто што веќе се губи, која ти беше посилна емоција. Двете работи играле улога, сигурно, тоа носталгично чувство и во денешницата се повеќе и повеќе се Друго е враќаат тие да си чувства. плюкниш на прсто, да си прелисташ, да си скиниш за срање, за такви работи, не можеш на веб страната да го Да, направиш. мислам и пример кога читаме нешто, ете да се навратам кога започнам нештото, многу подруго информацијата не влие на како е во мозокот и од аспект на кога читаш нешто како медиум сам го правиш тоа. И таа информација ја преработваш сам. Да. Сега пример информациите ни се од телефон, од електронски медиум, од Најчесто телевизија. телефон. Да. И тоа не го правиме сами, цело време сме со некој, имаме некој луп на фидбек. И тоа ми беше многу битно, некако да може читателот да седни и иако сум свесен дека нормално помалку се чита списание и некако таа вредност на списанијата како информативно нешто се губи, се повеќе само естетска. Ако личи добро може да му фати окото. А дали би се сложил кратко ќе те прекинам дека кога ќе читаш, оти јас многу читав порано весници, татко ми носеше дома стално, овакви дневни весници Да, што да. беа. Кога ќе читаш весник Коха списание ере. или пишан збор што викаше фојата, јас мислам дека тогаш си сам кога ќе го читаш. Немаш страни влијанија, Да, немаш некој да ти прави дистракција или такви работи и затоа ти тоа што го кажуваш стои дека кога ќе читаш од списание, а поинаку ја преработваш информацијата што ја читаш. Се не донесе ниту едно, валја ги продава брзо. Многу одат брзо се како продава, алва, да. да. И да, ја читаш сам кој што напомена, и исто така пример ако нешто не ти е јасно, може да пречиташ, да се запишиш, а телевизија или социјални медиуми се инстантно и цело време имаш Да, нови да. информации, само Само вртиш. скролаш, вртиш на следна, одиш на следна. Буквално исто и порано се навратив на телевизијата кога беше како главен медиум, далинското што правиме вака, сега само вака. Ај без разлика, јас мислам исто и пажњата што се посветва, нешто што би требало да го принташ и да потрошиш пари за принт, би го проверил 10 пати,
гледаме какви се текстови излегват по веб страни. Не се ни проверени, Нема кој стигне, лекторирани, веќе ништо, Нема да. копирај залепи, копирај Да, залепи, дека цел алгоритам е тој датабаза што не ни ја разбираме ние. Дури со насоките на ChatGPT ги копираат Да, директно. буквално и целата датабаза не ни ја разбираме ние, само битно е да има содржини, да има дека луѓето ја конзумираат и Ќе ни кажеш спознавање што како да речем, што содржина има, ете според тебе, доколку би требало да го објасниш да. на човек што нема допирна точка со тоа што има внатре. Па како главен фокус ни се музичарите, би рекол, балкански. Таа ни е една рубрика, втората рубрика ни е интервју со секој вид на уметници. Може да биде, не знам, архитект, може да биде некој занаед, може да биде некој рачни изработки, сликар, што било, тоа е се ето во уметноста. да, втора рубрика и третата рубрика ни е колумни, најчесто барам студенти, ама вака, да речем од помлади луѓе колумни и тие ни се како тие три рубрики. И главен фокус ни се е Балкано. Значи имаме македонски уметници, имаме досега интервјуирано како и од Србија некој и од Хрватска. Мислам да, тие три земји досега. Еба, тоа е интересно, сето преточено во списание, кој ќе го поврзам се со желбата за градење на заедница. Тоа е веќе широк поим, затоа што градењето на заедница не е само преку една или преку две работи. Како твојата желба ја поврзуваш со спознавање, со списанието, имаш и подкаст, ако не се лажам. Да, тоа не е ново. Ново вие, Да. со среќа во новото и да продолжите да го правите. Видов јас и по некој рил и по некој видео што имате на вашата со новите Инстаграм шеми. страна, да. Како би го дефинирал придонесот на спознавање во градењето на заедницата преку будите некоја свест, претпоставувам, со тоа што го пишите, со тие интервјуа, со тие колумни, преку учеството на тие уметници во цел тој процес, значи вас фокусот сепак ви е на уметноста. Да, на уметност, култура, да речем, одржливост и некако да посочиме дека има влијание во нашето секојдневие тој културен наш белег и многу е битно да не биде цензурирано. И се повеќе и повеќе гледаме таа комерцијализација на културата и уметноста воглавно и помислам ги буни луѓето да не се отворени за различен вид на исказ. А како е да се навратам за заедницата, дека градиме повеќе движење, некако не толку објавуваме работи само колку да се објавува, колку да охраниме алгоритамот дека ќе награди со вирално видео, толку битно ни е не напоменав, на крајот на секое издание, тие што се во списанието правиме настан заедно. Првите два ни беа во МКЦ Скопје, вторите два ни беа во лабораториум исто во Скопје, петото ни беше во МКЦ тука во Битола. И баш кога се собери така, не знам, како да завршува една сезона. Нормално, ако сте планирале да правите вирален производ, би одбрал сосема друга сцена, алтернативната сцена. Да. Не е сцена што би одела вирално, али добро е што му излегвате во пресред да ја поддржите алтернативната сцена. Да, но по друг пристап имаме имаме многу поквалитетна алтернативна сцена на ниво на Европа, како Македонија, него што имаме квалитет на мејнстрим сцена како Македонија. Не знам зошто, општо е сведоци сме дека таквите содржини, па и нашата емисија не е толку во фокусот, затоа што ние пробваме да испливаме од сите лајнаови околу нас, што се лоша содржина, незадржување на внимание, на фокус на оние работи што треба да ни бидат вредности во секојдневието. И затоа вашата платформа, претпоставувам, ги поддржува претежно локалните уметници, музичари. Мислам, сме имале, да речам, и попознати од најкомерцијални од алтернативна сцена, например, сепак, не знам, Констракта беше на Евровизија или Свемир, од Хрватска се познати и се до тоа. Ама сепак некако самиот исказ и некако на крајот ден нашата преференција се сведва на тоа да гравитираме повеќе од алтернативна сцена и не знам, чудно е кај нас дека да земеме пример некој Македонија, не знам, Дина Јашари пример, беа на првото издание и стварно прават квалитетна музика, сега има нов албум и ќе отидат сега Холандија, ако не грешам. Мислам дека не е застаната од настапи, да. Буквално, и се моментот е дека не пее, да речам, директно дека ја сака државата, пример, или сите тие алтернативни, туку
некој нивен интерен искасе, не се гледа како наше, а баш ја представува нашата држава Да. во многу добра сфера и треба сето тоа да се почитува според мене, да не е толку ставено во тој алтернативен кош, не знам. Си имал доста интервјуа по она што го видов, што ми го прати како CV, да речам. Те имале како спознавање, интервјуа, проекти, такви работи. Сметаш дека медиумски во овој момент сте доволно поддржани? Затоа што имаше ти во Слободен печат, во радија, во телевизија, имаше интервјуа која Да. се лажам. Така да, окей, сето тоа. Да, имавме одреден моментум дека на почетокот као првите 4 изданија ни беа во рок од година и пол, нешто така. И некако добар моментум се изгради таму. Континуитет кој ќе има, Буквално брзо да, видлив ќе станеш. да, и некако да, како што напомена, имавме Слободен печат и културен печат што има како рубрика нивна и бевме на Нект, имавме во Радио МОВ често. Ама и баги работа, мислам, од наша страна, позадински мејлови, сето тоа и сметам дека доволно сме биле представени во медиумите, сега не до толку во последен период, ама пак не би се жалел дека не сме доволно, да речем, представени во Така. медиумите. А кажи ми, вие сте тим, имате ти како новинар, Да, ти ќе правиш интервјуата? не сите интервјуа, да речем 80% примерно, неколку изданија, значи имавме, случајно беше Душица Брачик, таа исто правеше интервјуа и колумни пишуваше. Вања Радковик, таа од Србија исто ни се вклучи, некако ни пиша мејл, буквално ми беше заинтересиран и таа направи неколку Честит, интервјуа со Срби и од Словенија бенд исто така. И после тоа имаме Ана Марија Мишачковска која го прави целиот дизајн, буквално од корица до лејаут, како се наредуваат работите, се до тоа. Зошто Видов исто на Инстаграм, видов дел од имаше еден рил кај што се листа списание, стварно многу добро изгледа, многу професионално. И многу ме бенди со цел изглед на списанието. Јас би те навратил малце назад за музиката, не би те прашал топ 5 кои ти се, пошто мислам дека не заслужува така да ги рангираме. Ете бендови што ти оставиле впечаток или проекти вакви алтернативни што си ги опфатил во списанието, што вреди да се спомнат, ете верувам дека имаме гледачи што не се запознаени со такви бендови и таква музика, чисто да ги наброиме, да знаат да изгуглат, да најдат, да малце да се расшири. Нешто што тебе ти оставило впечаток. Освен Констракта, сепак ја видовме сите, беше на Евровизија и стварно Да. браво што ете алтернативец стигна до таму. Како потрадиционална музика би ги издвоил Зарина Првасевда и Баклава. Со нив ми беше Дефинитивно. многу интересно интервјуто и стварно буквално пеат за тие традиционални вредности, речем. Други интервјуа. Мене што ме оставиле впечаток или што Да, би го некоја слушал така, музиката? некоја да, за музиката, Зарина Првасевда ја знаеме сите веќе, е многу популарна, не само Се кај нас. договараме да дојди, ама ќе се Да. договориме. Ќе се собериме. Заринче. Танза според мен имат квалитетна музика и со така беа на второто издание. Дина Јашари до ден денес ја слушам така во синт поп жанр ми е мене Да, лично интересен и А сте имали интервју со Дина? да, уште на првото со Лука заедно беа да по битолска линија. Каков впечаток ти остави после интервјуто? Топ умо поминавме искрено, така дека прво издание уште бе збунет нормално, ама стварно беше топ интервју и ни беше начитаното во првото издание, дека дигитално ги објавувавме по одреден период и да. Други кои ми се многу интересни од Србија се и така помодерна музика пратама ми се Да, многу така, интересни да. и тие. Српската сцена е секогаш топ. Да, скроз. И не знам, тешко ми е вака да издвојам и дури не ни памтам. Да не знам и Дарко Филиповиќ на Силвија му е топ. Поздрав до Силвија, Поздрав. Џейми Сонова. И А пак се темели на вкус најомилена некоја. корица од сите 5 изданија. Би рекол четвртото издание, дека четвртото издание ни е направено во соработка со партизанска штампа, колектив од Скопје се тие имате тука настан ФИУК организирано, а е на Сито печат. И го правевме буквално, памтам беше многу хаотичен моментот дека имавме како мораше таа вечер некој испано да направиме и другиот ден полагав, јас мораше другиот ден исто да му пуштиме финалниот дизајн. И цела вечер печатиме таму во работилницата, кај нив бевме неколку луѓе собрани.
Јас нешто тука повторувам измеѓу едно друго. На крајот јас Значи ти уствари го заврши факултетот во фул работна. Последен испит ми беше да и јас на крајот положив, се испечати и после тоа сакавме директно тој лист што е на сито испринта на таа техника да не го захефтат и само страници натрешно, ама не прифатајќи нема многу време некако од печатницата. И на крајот само скениравме таа и само ставивме буквите одозгора дигитално, ама да некако би рекол таа дека некако поголема плика знима нешто. Така, са моментално немаме, ама ќе излезат тука на екранот. Додека разговараме, ќе излезе корицата. Од сите изданија ќе излезе. Ана Марија ќе ни ги прати. Имаме едно прашање во врска с писање да направиш едно тешко, затоа што сакам да го посветам, многу работа. И втора работа, мене одма што ми иде финансискиот дел. Финансискиот дел за издавање на списанието, ти знаеме, кошта тоа, кошта. Дизајн кошта, Тоа е печатање. најтешкиот дел ми се чини во целата. Па не знам, Системот фајата што велеше живееме. и дека не е некогаш толку тежок дел тој ако се изнајдат правилните начини, ама вашето искуство кое е се самофинансиравте, имавте помош, земавте некоја државна помош околу тоа, не знам. Да, јасно. Земаја државна помош, топол оброк и си го даваја за списанието. Да, буквално. Финансиска, значи, не, државна сме аплицирале, мислам беше пред 2 години, така нешто сме аплицирале. Министерството за култура што има како за пишани медиуми, ама не добивме ништо, но сепак треба тоа цел формуларе, мислам го пополнивме се, тој пак треба некако да познаваш некој за да му фати окото И да повеќе. познаваш што да напишеш точно. И да, така keyword едно друго, и не на почетокот буквално само јас и Ани Марија бевме ко ајде и ги продаваме по 300 денари, толку ги печатавме буквално не знам 295, 300, 305, така отприлика ниста цена секогаш различно. Или уште се продават, предпоставувам. Имам уште од вториот број имам уште неколку и од трет, четврти, пети имам. И од третиот немам многу, дека на третиот некако најмногу луѓе се собра на третиот настан, не знам зошто. А првиот тотално распродаен. Да, нема, Си јас чуваш имам барем едно за едно во- имам и тоа беше Добро. грешно, корицата од напако залепено и само тоа го имам. јас. Битно да ти остане имаш, да за во архива. Да, тоа Тоа е. е тоа битно. И тој финансиски дел е мислам може да е лесен на некој начин, ама сепак не би сакале дека кога ќе листаш да има нешто што ќе ти боди око, што не некако припаѓа во Така, тој. добро збораме и сепак и за луѓе што се студенти, сепак бевте и ти Ана Марија така. Да, во студенти кај што си Прочитав со лимитирано време, лимитиран буџет и така Во натаму. едно Мало. интервју твое мислам дека прочитав дека изјави дека не сакаш спознавање да биде место за рекламирање, не сакаш да ако не се лажам во та смисла Да, нешто да. имаш изјавено. Па- Да не е само спонзори Тоа е, да, шлакани, за да не можеш да Дека фокусираш финансискиот бенефит од списанијата на сите списанија најголемо од самите спонзорства што ги добиваат. И сега ако тргнеме кон тоа што не дека е лошо или добро нешто, ама не е туку тоа што сакаш ти Да, да го на некој постигнеш начин, на дека ликот на самото. почнавме да оправиме дека доволно теоретски да речем се обучувавме на факултет, па сакавме нешто практично да започнеме и стварно сами би го започнале. Супер. И затоа не гевме некако да пополнуваме туку така. Ама сме имале некои спонзори што да речем припаѓале во таа сфера што Не, знаеш како не ми е муабетот само во финансите, него дали помогжил некој, со не знам, имам јас човек во печатница ќе направиме за поевтино, за побрзо. И таква помош треба денес да се има. Да, Оти не мора да имаш само во Да, буквално. државна институција некој познат. скроз. во секој И случај. не знам, сме имале пример Синатри училница што има тука кафич истиот град Синатра во Скопје кафич, пример Specialty Coffee е стварно така мало местенце и не бенди, се пример тие ни ме поможеа и таму и оставивме списание, имавме интервју направено, не знам на кој издан, на третото мислам беше. Исто и меч, суперфуд меч, од битолски бренд е за овесни каши, за такви работи. Така. И стоинив имавме како кратко интервју направено. И пак пребирливи сме што не е добро дека пак на крајот денот во системот кој што живееме пари се пари, ама сепак не знам баш треба на начинот на кој што го започнавме нештото битно е тој дух да го задржиме. Носиш точно. Вас не ви е носил водилката парите, нормално се познава тоа. Него она што сакате да го истакните. Да, на буквално нештото. само тоа Суштината. поракан преку Суштината на нештото. Колумни.
имаш дел, значи во се состои од 3 рубрики списанието. Да. Едната е интервјуа со музичари, интервјуа со разни креативци, Да. значи од сите сфери. И колумните. Колумни имате напишано најчесто од студенти. Тоа е многу добро. Имате некои посебни критериуми за колумните или Имате, јас пробав да пишам колумна, ми рече не може. Не сум алтернативец. Не сум алтернативец за него. Кај ти е индексот, рекам. Индекса. индексот дома скријане. Имате посебна идеја како да изгледат колумните, некој критериум сигурно имате, не можеш кој што сака да. Критериумот е повеќе колку зборови од дизајнерски аспект, за тема никогаш не би му рекле повеќе ова пишува или ова сам. Не, во смисла да, вие студенти ви пишат колумни, знаеме за што може студентите, за нивните искуства, факултет, смештај, седење, живот, вамте, тамте. Значи, правилата, да, колумната и сексуалните искуства. Прашањето ми беше дали преферирате некои теми вие за кои што Не, за колумните не, искрено дека доволно во двете рубрики, во уметничкото каче кај со уметници, спознавање со, не се вика другото, кај со музичари, доволно таму енергија да речам вложуваме да имаме цел филтер на начин на филтер на како, зошто, буквално само кога ќе не контактира некој или така врз муабет на некој настан, списанието и го знам, кој ден сакаш колумно, да, оти да не и буквално тема слободна, само да ќе му речеме примерно толку збора за да го личи дизајнерски добро, да. Има интерес. Се пријавуваат, пишат, сакаат. Има за чудо, да, има на секој издание имаме по 4-5 би рекол во просек, што не е лошо факт. Реално окей. Не е лошо, да. Јас на едно издание сум имам напишано дека на тој имаше најмалку околу 3 имаше така нешто, ама на сите други биле некои други да речам. Ракумбата ти не го земате, ти зашо сакаш да пишеш? За следното издание, брат. Ака се, не ми требат паќави. Да го фатам малце оддол. Јас тебе кога те запознав, ти беше решен дека ќе бидеш фудбалер. Значи, беше навлезен во фудбалот. И наеднаш фудбалер што учеше медицинско, значи не може да споиш. Фудбалер масажер. Масажер. И Да знам ако се повреди некој. се запиша и заврши така на Физиотерапевт. не, на факултет. Направено односи со јавност. Направене, да. Да. Направниот факултет односи со јавност или PR, што викаат са помодерно. Многу ретко млади да го одберат тој смер. Зборам од моја перспектива, вака што ги познавам. Може во твоето Ти си единствениот, не, тој единствениот што го познавам што си има таму запишано. И од мое време, и од негово време, и од сегаш, и од на Силвија време. Значи, да, и не знам колку имат студенти од Битола таму, пошто во главно се Скопјани, пошто Скопјани се поблиску до собрание, влада, едно друго се дешава таму, Да. и поголемите фирми што имат потреба од пиари се таму, така да во главно се Скопјани студенти. Не знам, мислам дека Дарко беше еден од малкуте битолчани. Интересно нешто отклучи за фудбалот, така. Да. За на интервју. Инаку, за однос со јавност да се навратам за факултетот, мала група бевме искрено ние. Бевме 10 например, почнавме ако 5-6 дипломиравме така нешто и сега не до толку е голема да речем групата, ми има новинарство секција и та исто мала, пример околу 10 така нешто, и некој заедно сме имале предавање. Новинарство е со 3 години колку што се И сеќавам. мојот сите направен се така. со 3 фактички, ама да, ако сакаш да специализираш и мислам Така, за правни и политички студии мораш на некој начин. Мораш плюс 2 да земеш. Мала група бевме, сега се повеќе се комерциализира то PR и маркетинг, да речем во ист кош ги ставаат и се повеќе Така, тој збор да, е да. достапен до јавноста да го знаат, но кога започнав јас тоа беше пред 4 години, мислам почнав така нешто, бас ти ми спомна за ова, можеби ќе ти одговара памтам. Да, Еднаш да, и баш бев како, разговаравме да, тоа е. околу кај би можел да се пронајде, јас му викам, ти си тежок екстроверт, нон-стоп си меѓу луѓе, со сите прешмуват и сето тоа. Нешто Тај си во титула. PR, да. Не ни знаев дека има таков, па баравме на интернет дали постои таков. Да. И сега второто прашање ми е, се грижиш и ја негуваш алтернативната сцена, тоа е еден бунт против системот, потивко и подлабоко, но се надевам дека на факултет те пуштале и по, не знам, политички настани или нешто, некои преофицијални.
Колку Да. ти се пронајдеш таму, колку то можеш да го работиш или не можеш? Многу помалку, дека на факултет кај нас PR повеќе е насочено кон PR во политика. Така. Сам PR од страна на културата воопшто би рекол не го изучувавме, сепак техниките, сето тој начин на комуникација го изучувавме, а пак повеќе некако те насочува во PR во политика, што не е лошо само по себе, но сепак треба ти како студент кој впиваш информации. Добро, таму тоа да кај отворено. научи PR во култура. Сам. Знаеш што работено? Фриленс имав работено некако и не дека до толку премногу научив, ама сватив дека постои ова, како бев За кој? Уметници? Имав за музичари работено, Музичари? за Кел да се вика таа, мислам не дека е толку позната, пример има 5000-6000 Spotify listeners, ама имаше цела, да речем, група зад неа што работеа, исто така имав, таа е од Америка, од Bay Area, Калифорнија? Bay Area, да. Или Сан Франциско, или може истото, не сум сигурен. Исто така имам за едно од Канада. Си работеше поп-пејач. ремонтли за нив? Да, буквално Да. како дигитален пиар, најдобро би рекол. И така тогаш по списанија цело време лупав и така некаком тоа ми беше еден вид на инспирацијата од каде ја Така. зедов, дека постои ова странство, зошто кај Значи, нас... ете, сепак, луѓе, слушајте, запишете се на пиар, има работа и за пиари. Има, да. И работите за странство. И после тоа работев и за Парвати, тоа беше само као краток, имаше EP изваено као краток албум и само одреден као 3-4 месеци беше сакаше малку повеќе да работи и таму веќе дојдов искуство, но исто така и тука дорбев дека направен сум и пак гравитирав меѓу тие води на некој начин. Имавме проект, пример, не знам, со една организација беше како активност на јавните функционери на социјалните медиуми. И во сите градови, пример, и за сите социјални медиуми, не знам, Twitter, Facebook, социјална, Instagram и така натаму. И дека сепак е та дигитална сфера е исто реална како физичкиот свет, дури повеќе, дека некој може и да ти извади на Facebook статусот пред 10 години, сега да ти го искористи. Да, може. И така, после тоа фатив, бев на пракса, прво во Infomax бев 1 месец и после бев во Сител 2 месеца, цело лето некако мафе да јуни, јули, август. И не ми таму мислам не има толку културни настани, повеќе ми пуштена така како што да помена. Да, политика, политички, информативни така нешто. И не се пренаводам од аспект на колегите се добри, ама сепак се гледат повеќе како чудна конкуренција, да, неко заедницата во конкуренцијата меѓу себе, што е добро ако имате, да речем, се гледате како конкуренција од аспект на квалитетот да се подобрува, ама не од аспект да сакаш да го зафракнеш другиот за твоето да се издигне. Така. И тешка илузија, кога малку е лажно сето тоа, дека не знам, има одреден, да речем, лик, не знам дали е председател ќе биде при наставно, битно е тој да го спомниш, што не велам дека не е битно, дека таа е ударна информација, ама некако многу ми е лажно сето тоа, не знам како да дефинирам. Да, просто разбирам, затоа што да, го рече ти не е заедница. Тука компетитивност, не знам. И тоа не до негде здраво да има компетитивност, ама ако ќе Да. се работи во таква средина, треба да е заедница. Буквално дека убаво да има компетитивност, ама да има некоја морално почитување меѓусебно, самиот однос Следното каков е. прашање ми е дали пиарот лажи, дали мора да лажи. Дека има глума, мора. Глума е составена во пиарството. Значи за да убедиш и да извлечеш Да. информација од некој или да го насочиш самиот да се издај, да се кажи, треба да има некакви алатки. Дали пиаро лажи? Глума мора да има. Мислам се и моментално ние тоа што правиме сите движења, сите зборови што користиме за Глума и social, да, глума и драма и харизма, дека таков е самиот медиум во кој што ги прибираме информациите. Така. Ама пиарот не сме да лажи според мене, дека пак ги ја представува компанијата или личноста пред јавност. Пиарот може и треба да одбери најдобар начин да ја пренеси. Тоа ми е да збороите што ќе ги искористи, тој нема да се Ствари, лага. зависи без кај да лажи. работи. Зависи Ако работи во фирма која што му речат мора да кажеш дека ние не сме одговорни за тоа се, тој треба да каже така, тоа е веќе друго. Ама начинот на кој што ќе го каже е битно, дека тој ако рече не сме одговорни, пак Да. луѓето не се будали, ќе сватат, ама ако рече можеби сме одговорни, ама
ова што се случи тука има поголемо влијание, некој ќе го испинува информацијата. Одбират зборови. Не, то ми е, да, Значи, дека војна на збора е буквално, Точно, војна точно. на информации. Ти си во Берлин моментално. Да, Колку време си во Берлин? година и пол веќе. Година и пол. Сакам да разговараме малце За Берлин. киријата во Берлин. За ќе киријата. разговараме во втората. Разговараме, сега една кратка пауза ќе направиме само. И ќе се вратиме за твоето искуство во Берлин и да споредиме некои работи со тука. Сакам твоето Може, видување да го слушнам. Ајде кратка пауза. Да духниме и за Берлин. Минута за нашите поддржувачи. Мебелви од Виница беа први кои што се одзваја на нашето барање за соработка и ни овозможија да ги имаме овие две преубави и префенси фотели во нашето студио, а исто така и нашето двосетче е купено од Мебелви, лани кога почнувавме емисијата. Така да сакам да испратам едно големо благодарам од екипата на Брчиме со Дуле, затоа што не поддржуваат само нас како индивидуи, туку поддржуваат и она што го промовираме во нашите емисии, а тоа е човечки вредности и една прогресивна мисла која што денес на сите ни е многу потребна. Продолжуваме со вториот дел. Рековме ќе збораме за Берлин, за животот во Берлин. Генерално и како ти таа промена тебе ти делуваше. Голема разлика е. Да. Сепак живееше одредено време во Скопје, па после се префрли во Берлин. Разликата е и Скопје, меѓу Скопје и Берлин е голема, да не зборам за Битола и Берлин. Едно од можам да речам, места што има гужва во Германија и општо во светот. Да. Доста интернационален град би рекол, најмалци има германци ако гледаме во да. Берлин, има се останато. Како се снајде, како не знам. Прво многу е тешко да најдеш стан под кирија. Стан, да, тоа е... Сите велат во Германија тешко за стан. За Берлин тоа е како први омбувавец со некој. И ти го купуваш кирија, и стан како најде, и бараш нов нешто, и секојаш да немаш некој друго што си села, класичен мувавец, онма е. Се барат станови. Да, треби класика, смештај. Да, треби смештај. И чудна промена, мислам дека кога ќе во такво општество, околу 4 милиони луѓе се. И голем град е, пак не лечи толку полн, да речем, како некој, пример Барселона многу цело време си околу луѓе, тука е голем е многу широк и не лечи толку, да речем, пополнето. И е премногу интернационален, тоа беше како прв некој феномен дека секаде има луѓе, сите култури, да речем, секој има простор да си ја изрази културата на начин на кој што сака, дали е идеолошки или е, пример, позадински од каде доаѓа. И тоа некако ми е добар феномен дека кај нас, не знам, три култури сме, пример, и се караме меѓу себе цело време, што ми е чудно дори. За тебе беше валја полн погодок, пошто таму се алтернативно горе-долу. Да, буквално. И чудно е малку кога се преселив, поиндивидуално функционира. Не знам, општо кај нас, во подсвеста не знам, кај ќе одиме вечер, не што ќе правиш вечер, не таму не можеш со распореди не сме. Да, не можеш таму што ќе правиш вечер, туку што ќе правиш од сега за 4-5 дена на пример. И треба се навикнеш период на тоа дека никој не познав, знаев двајца македонци што ги запознав бев на Еразмус прво во Берлин. На 10 дени, но се залюби во градот и таму некако ми се главната, да речам, инспирација ми дојде за списанието. Има берлинско списание Монокултур се вика. И тие прават на почеток кога почна беше како 2012 нешто така и беше како на секои 3 месеци едно издание со едно долго интервју, може со повеќе луѓе да го прават, мислам во повеќе наврати на некој начин, со еден уметник и форматот и сетото и боите и сетото се прилагодени за сами уметник. Некој пример му се отвора како хармоника, едно имаше од позади треба да го читаш. Сите се, значи, креативен начин. Многу, значи тоа некако бев како дека некев, не знам, да има нешто до толку што набележва како не знам, секогаш имат пример позната личност на позадината или ова конкретно боја. Сепак имаме некој си, да речем, бренд идентитет, ама цело време пробуваме да има некои разлики меѓусебни и кога го видов тоа некако тоа ми беше како може и вака да биде, значи топ ќе се почне вака.
Значи јас ако правам интервју за нив, ќе треба да имаат излегват газиња, џоинт и ВМРО. Да. Ќе дојдеме до џоинтот. Збораме за Берлин сигурно. Се надевам дека не ојде Берлин да работиш во Макдоналдс. Сигурно. Да, мислам додев така пример многу подруг пристап ќе имав. Ќе земев ќе работев пример Нешто- 40-50 сати и ќе имав поке пари на некој начин, никој се вратев тука ќе можев, не знам, класика кој заминат поголем дел од кај нас со скап сат или со кола, со нешто се вратам кога да покажам. Со BMW, Буквално, со да. германски табли да му дојди со него. Не, заминав ја да се аплицирав многу, значи не знам колку апликации, 50, 100, не знам, и добив само 2 од аспект на интервјуа. И едното не го поминав, мислам го поминав првото интервју, на второто нема изброја после тоа, а второто ме избра и тој издаваше куќа за списанија, кој од поголем дел ни се англиски списанијата. Сега жанровски, кој што правиме увед, не ми е толку од голем интерес дека списанијата се правни. Ама пак имам знаење дека направен, студирав и некако лесно ми беше да се Укладен си во материјата, да. Буквално за европско Сепак право си во работиш Европска унија. тотално по струката, тоа што. Да, буквално тотално што по си- струката, да. Повеќе сум во маркетинг тимот колку во PR, да речем, ама пак е нешто доволно, да речем, зближено и слично и на некој начин со самото списание што требаше да правиме различни работи цело време и тоа искуство сум го добил. Јазикот го владиш, така. Тие нека научат македонски. Не, оти често зборат дека германците се оштри, не сакат да му збораш англиски, мора да го научиш нивниот јазик и така натаму. Мислам дека во Берлин не е тоа така. Берлин, да, воопшто не е така. Мислам, Значи, не е функционираш со англиски, Да, така. не е пречка што не знам германски, ама ќе биде бенефит ако научам, ќе многу да, поголеми да, можности и полесно ќе ми биде некој што Високо работно место се надевам. буквално, точно. да. И од тој кариерен аспект, ама дури и од аспект на дали е фер кога ќе се прашам дека толку многу ми возможува тој град да живеам таму и сите можности што ги имам од околината, од луѓето што се направени, сепак градот ти го возможува тој, сепак си на во Германија и би било фер на некој начин да го научам јас германскиот потом, дека би сакал да живеам таму подолго Ние време. можеме да сонуваме само уште 200 години дека нашиот, ајде конкретно нашиот град ќе ти дава такви услови за живот, услови во кои што можеш ти да твориш, да работиш, да учиш и да ти биде преубаво и ова што го кажуваш за Берлин, најможе еден ден да го кажуваме за Битола. Тоа ми е таа свест да Ама многу тешко е да сме се далеку моментално. Да, Да. да. Ете ти ки си дојшол од време на време, ние сме тука секој ден, можеш да видиш прво основното однесување на нас луѓето, тука сме катастрофа. Основната култура, не, тоа Основната култура што ја не постои, јас велам дека не постои. И Берлин и татко ми на времето живееше не во Берлин, во Михен, мислам. нема да нови Михин уште. До 9 летка го збораше германскиот јазик и ден денес го збора и го пиши. Така да за бенефит дека убаво е да го научиш, убаво е да го научиш во секој случај. Исто и со Николче кој ни беше гостин, нели правевме муавет тој во Германија, Да, дека и да. тој го учи. Си земат курсови, си учат. Едноставно ова ти што го работиш и плюс германски да знаеш, Да, тоа ми е одно, Мислам само дека буквално скроз ќе ми ќе те биде крени на тоа. некој ниво. А Да, климата да, да. Во зад камерите сакаше да прашаш за факултетот? PR факултетот, дали е во Германија? Дали му е дали е признаен, дали се цени, мислам, дипломата што ја зеде во Да. Македонија, М, што гледаме дека многу други професии не ги признаваат во Европска унија. Дипломите од нашите факултети. Требаше мислам сето да преведам и Да, да нострификација, нострифицирам, да, сето тоа, ама на крајот денот не ми ја побараја на работа. Буквално повеќе гледат, не знам, повеќе буквално ме прашува за Портфолио и спознавање, такви да, работи, за да. портфолио што имам правено, зошто го правам сето. Ко не знам, само му реков дипломирав, ќе дојдам и не ми побараја доказ дека дипломирав на некој начин. И не знам, може повеќе тоа се темели на мојата струка, дека сепак не знам, ако си инженер мораш да имаш струка Да, сепак, да. ама мислам се цени дека тие како ЕКТС кредити што се исто мислам и во Да. на ниво на Европа, мислам, да. Иако сум Еди трансфер систем. Да, буквално. Мислам дека би требало да е прифатена на некој начин. За ценење сепак зависи од струка, мислам. Многу за работа се назборавме, знаеш, како викат американците work and leisure. Кажи ни бе за ноќниот живот во Берлин, многу е популарен, го кажуваат Ноќниот живот. да таму има јаки
дискотеки, ноќни клубови, журкање, се Да. излева некои вирални видеа кај што се чека по 3-4 сати да влезеш во Берхаен и така натаму. Има Берхаен, немам Си уште искусил нешто од тоа? во клубови сум бил, мислам баѓа, ама вака во најкомерцијален како Берхаен, пример не сум пробал досега, дека да, Не ти се се чека многу време. Ден кој не мораш да чекаш е во недела околу 1 за ручек, Тебе не 2 ти се за спаѓа, ручек. ти си многу зборлец, ке се запознаеш со сите што чекат во редо. И те видат така дека треба да си дека и тие иако инклузивност промовираат, да речеме, Да. пак е комерцијален клуб и имат некои преференции, сега ако си на телефон пример или така понасмеан малку хахара хихири, големи шанси да не те примат. И само во недела Си озбилен по да треба во црно облечен. со машина. И ама стварно мислам од не знам Дрейк кој имаше концерт пример во Берлин, беше во Берхаен, стварно го познати Така, така. луѓе одат, ама да се навратам општо за културата, многу ме бендисва што телефони не сме. Едноставно никој не користи телефон, ти залепуваат колепенка и ако само да те видат дека пример можеби сликаш, онма ќе те изведат од клубот секундарно. Значи не Така, сме. значи дискретноста е гарантирана. Буквално, да, и моментот е веќе толку е тоа навлезено, да речем, во подсвеста, што луѓето не ни размислуваат А дека зошто? треба да Зошто ти го покрива телефонот? Што се дешава? Други, ајде, очекувано е други да има. Слободни се луѓето, не дека нешто се дешава, не знам, ки знае што, туку Брат, кој сака што ќе си сака. дојди, ќе си спијаниш, ќе си издрогираш, ќе дојдеш, ќе се слечиш, ќе го извадиш пример, или ќе ги Па, сведеш. тоа прашувам, дали се дешава такви работи? такви работи. Се дешава, мислам, и тука знаеш се во кој клуб одиш, пак има зависи во кој клуб одиш, не знам се. Значи се тотално отворени, слободни, open Да, minded. да, и дека е голем град и не ни се замарат ко дури да се да одиш со луѓе кои ги знаеш, кога не се замарат дека ти тоа го правиш, не знам, кај нас Така, така. не ни можеш дека е мала заедница и Да. цел град ќе те дознае дека не знам нешто си направил. Ама и не е само што ќе те дознае, ние се замараме, се интересираме да дознаеме нешто такво, затоа што животот на тугите ни добите на да, во нашиот. такви градови големи и во такви култури не тие си ја брка, секој си ја брка работа. Да, буквално секој Си ја бркаме туѓата работа. И секој сакаш. ужива, брат. Ние не си кратиме одоживањето заради што ќе рече комшијата. Комшијата. И не е само одуживањето, некој не почнува да работи нешто што го сака, оти добива, не, знаеш, немој сега, не е време, ти не можеш. И тоа многу лошо е, дека немаме верба, тоа многу, дека таму буквално да си најдеш во некоја мала си заедница, многу лесно можеш да функционираш. Стварно луѓе околу тебе кои се конструктивни и голем дел се, само треба конкретно најдеш да знаеш што бараш, тоа е моментот на индивидуално ниво. И затоа тој аспект е поиндивидуалистички, дека тешко е ти да знаеш што бараш, многу е полесно со толпата да се поврзиш и да си, да, ова е правилно или ова е грешно, го правам, не го правам и тоа е тоа си тераш така, ама не размислуваш ти како душата твоја не ја храниш на некој начин, како стварно зошто си тука. Ако треба да споредиш, збораме за алтернативна сцена, ако треба да направиш една споредба со можностите и начинот на функционирање на алтернативната сцена тука, и кој иде во Берлин, сигурно виде таму од прилика како функционираат работите. Можеш нешто да споредиш, да клаиш на кантар, чини, не чини кај нас или било како, или што може нешто плюс. Да, сигурно и ние имаме нешто па што чини. Да, Не, мислам апсолутно. од музички аспект. Зборам за не за подобра музика или подобри уметници, него За како можности. можностите, Да. нивните можности, точно. Поголеми се многу. Мислам, значи кај нас општо кога имаш ти интеракција со некој, сакаш нешто да направиш, поголем дел, да речем од луѓето со кои ќе имаш интеракција, кои се во организациониот тој дел, ќе гледат како може тој да искористи или самата организација. Не постои толку тоа таму, дека гледат како да придонесе, дека мило му е, не знам, да се организира нешто. Памтам бев, ете, за пример, Ларк е како диско клуб, тие диско клубови се работат до кај 3 сабајле, обичните клубови работат до 7-8 сабајле. И има Мерак се вика, е македонска, балканска би рекол организација, таму сега прилично нова е. И баш има Катерина диџејката има пушува на Преспа, лани мислам пушташе. Што е настано Преспа, како се вика, еден Да, мид прес па. да, таму пример пушташе. И во Ларк, значи, има тие пуштаа музика, исто така имаше момент на македонски традиционални ораз, значи игравме 2 сати, ги учеа сите и сите значи се заинтересирани тоа да го примат и тоа ми е пак исказа, значи е многу отворен и сите луѓе се отворени да примат друга култура и затоа можат да функционираат толку различни култури низ Си осетил градот. некаква дискриминација кога си кажал дека си од Македонија?
Не до толку, многу ретко, кога баш му е интересно дека многу често прв пат пример ќе му е со некој да се Да, запозна под пред Македонија да. и му е мило дека колку е различна културата пример таму. Па гледаш дека е таму желбата за спознавање на Да, другите буквално, култури е да. многу поголема. Да. Не дека ние и види, ние сме народ што сме многу топли. Топол Топол да. народ сме, тоа да не Спремливи сме скроз тоа. резина. Да, јасно. Сме, меѓутоа кај нас ние сме многу затепани со политика, со пропаганда, со Да. такви работи. Луѓето од уметниците генерално треба да се ослободени од нештото, а кај нас сме сведоци Се дека први, многу да. голем дел од уметниците влегува во Ги политика. користат како алатка за користат. да. Тоа е проблемот, дека како алатка е користа за пример тие се За политички пропаганда, мислам да. медиуми, не медиумите, туку политички се уметниците таму, ама на нивен начин и така е прва проблема промената. А кај нас сака директно во политика да влезат за да можат пример не знам да фатат тендер полесно или вработување некој. Абе или не знам, доктор е хајде во случајот доктор е кај нас градоначалник. Доктор е Венко Филипче. Оди в Да. болница работиш, Да. што бараш во политика? Не, буквално. Е, сега, мојата омилена тема. Рече дека работиш со правни списања, значи горе-долу Да, се сакаш или не се интересираш за правото. да. Германија правно ја реши марихуаната, сега е легална. Да, кога? Од кога? Па Искаш пред да се пресел. 2-3 години, Во Две. цела Германија. така нешто. Или посебно града и некој. Во цела Германија имаш како колку сме и сето тоа, ама моментот е се кочат малку работите дека има некој си замав, да речем на национално ниво десницата и лиценци што треба да добиват како продавници, пак Така, малку е по некоја измеѓу зона, ама пак да е. Тука ми е прашањето. Да, оти ние са ги гледаме само бајте страни секогаш. Секоја земја кој ќе го смени и то, во смисла ќе го легализира, прат некои проценки, тестирања, како функционира, како удира на економијата и така натаму. Ме интересира поќе тој дел, значи са Да. како Германија се справува со легализацијата на марихуана? Дали направи некој бум, дали на туристичко ниво малце се кренаја, дали стварно се полни касата од таа работа? Дали се намалва употребата од види? Криминало исто, сивата економија, така тоа што продаваја илегално и сето тоа, дали е малце нешто средено во тој Требало да се поглед? намалува, мислам, илегалноста, нормално, кога нешто илегално ќе го легализираш, нормално се намалува и економијата фактички автоматски да има придобивка од нештото, ама би требало и помалку да конзумира дека го имаш тој, не знам, кога нешто илегално го имаш тој Да, момент на точно неизвестност не ги бе некако. таму и ќе гибниш како дете зинае. Да, буквално го имам уште Точно. тоа чувство, да речам, и дури кога ќе пораснеме и од туристички аспект не е да толку мислам заради тоа, повеќе пример Амстердам би било некако таа дестинација дека Амстердам е веќе како Сосема. креиран за тоа. тоа ми е дека секаде може во Амстердам да со пешачење, Ама е таму не големо се место. локалци. Јас немам видено локалец од Амстердам по цел ден да седи да пуши џоинт во... Да, да, ама тоа ми е од Тоа се туристички туристи. аспект, да, туристички А аспект. Германија пак горе-долу поќе се локалци отколку туристи. Во смисла, Да, да. дали локалците, не знам, гледат, пошто са си ти веќе таму граѓани. Дали гледат граѓаните некој бенефит од сето тоа. Не гледат некој бенефит, Во ама смисла, ниту окей, лошо, можеш да си мислам. садиш дома колку што знам да си одгледува. Да, има како таа Да. законска Али- регулатива, ама Освен тоа, пример, не знам, се отворат нови бизниси, лесно се добива лиценца, можеш да отвориш кофи шоп и така натаму. уште не е тоа ми е, значи Така, со така. тие лиценци дека сега лани бе изборите, така нешто и победи десницата и Ги подуспори работите. да, во Берлин сепак да речам таа по лево насочена Да. победбата, ама на национално ниво победва десницата и игра улогата нормално сепак политика е, но на крајот денот не гледам дека некој влијание барем во Берлин, дека сепак другите градови кои ќе размислам се многу различни од Берлин, не се толку и со измешани националности и сето тоа и некако во Берлин не мислам дека Значи, влијае. сепак идиме на ставот дека без разлика, ети кај нас пробаја да го искористат за избори, ќе се легализира едно друго. Пак е тоа до негде алатка на дел од политичкиот блок.
Нормално. Во секоја мислам, земја. Мислам јасно И тоа е земјите што веќе го имат легализирано, и земјите што го имат декриминализирано и така натаму. но тоа нормално дека тие се како глумци на сцена цело време и мора да и користат да размислуваат Сепак е то колку пиар алатка, така? Да, сепак е на крајот Точно. имат одредена дата база која ако вака ова информација спроведеме или вака која ќе има поголем бенефит дека на крајот денот тој сака се повеќе и повеќе да остане во мог, дека тоа е во политика се е хиерархија, мислам волја за мог, борба за мог. И само разликата некако таму со тука во тој да речам во политиката е што иако пак ги прават за не личен бенефит, ама за бенефит на партијата, Так. ги гледат граѓаните на повисоко ниво. Кај нас не знам, пример се од финансиски аспект ако може да искористат, не знам, порно. Изгазат само за да земат. Тоа е буквално да ќе ја изгаснат цела култура, ќе изградат паркинзи, што не, ја не знам, нема да ги едуцират луѓето за ништо битно реално. Да, веќе ќе видиш и образовниот систем кај нас се застанат. Баш со Силвија се смеевме за на факултет, што учите? За што беше? За графички дизајн имат во учебникот машина учат како функционирала машина Си то печат и такви работи. 70 години и са денес во денешно време со оваква технологија развиена во книгата за студенти учат не знам колку страни за машина некоја за пред 70 години како функционирала. Тоа поќе не го ни знај Во смисла, според мене на секој 5 години треба апдејт на учебници да се прави. Тие се на корените секаква работи кај литература. нас што треба да се случат, И меѓутоа јас монтирав на монтажен столонаков со ножица, сечевме филмска трака и ја лепевме со салотепи, така монтиравме кадри. боето Шо- да го знаеш ти дека постоело, ама сега да го учиш па, како материја Тука во ми е книгата, муабетот што ние наместо да го спомниме и да пробаме, нас тоа ни беше првата вежба за која се спремавме, првиот испит, 2,5 месеци го работевме тоа. И ти вика, јас немам што друго да ти дам во програмата, ова е пишано дека 2,5 месеци треба да го работите. За на крај, кога дојдовме до 2D анимација, до 3D анимација, до работи за кои ние како генерацијата миленијалци се интересиравме, и како Gen Z, како генерација сега се интересираат за Artificial Intelligence, тоа беше спомнато само во 2 часа. Ако сакаш плюс еве ти на CD туторијали спуштени од интернет, учи си учи дома си на сам. страна. Пошто прво нема обучено лице да ти го предава тоа, не е во програмата влезено и не знам, многу сме некако назад. Не. Додуша добро, јас учев од книги од 79-та српско-хрватски. Не, тоа е проблемот, дека не знам, технолошки развој е многу брз, значи и многу ние не знам, не гледаме во еднината, направото го гледаме во ретровизорот и така некако и да. влијае тоа дека немаме некој технолошки пристап на тоа што го учиме, дека сепак Берлин е технолошки развиен? би рекол да од аспект на Што си бил и на други места, верувам дека си имаш направено некаква споредба. од едукативен аспект е дека самата да речем комуникација, самиот однос помеѓу професор и студент не е да ти докаже зошто нешто е вака, дека зошто е тоа во право и точно и сега пример лошо или сега е добро, туку да се разберете на некој начин. Не мора Так, ни так. студент и професор, туку воопшто муабет. Тоа разбирање на некој повеќе гледни точки и повеќе перспективи ти примаш и ти влијае на твоето размислување дека мора стварно некој твој да речем концепт на верување да се изградиш, што е тешко. Значи не наметнуваат. не наметнуваат. Сега претпоставувам дека твоето одење и живење во Берлин ти помага плюс за оно што го работиш со спознавање. Да. И кажи ми за идните планови, имаш некои планови да продолжувате со спознавање, претпоставувам. Да. Имате некои планови како екипа што ќе правите со списанието понатаму, дали ќе го терате подкастот? Сигурно имате некои цели кои што сакате да ги постигнете. Кога се преселив таму, едно издание издадовме Дурбев таму, се вратив буквално само на 3-4 дена тука во Битола беше изданието и беше? Дојде Мана Принц си замена. Принт, забаро и чао. и Си има изтрижано, пошто тој имаше толкава коса. Таму се стрижам, си имам од Аргентина ме стрижем. Опа, господи. Чекај сега малку се навратам. Значи, продолжуваме таму Дурбев, не тешко беше да се продолжи. Мислам дека сепак
тежок беше моментот да продолжиме значи таа балканска култура да одржуваме. И сакав пак во некој друг формат да се почне нешто и така ми текна аудио интервју да правам, што е друг формат и подруго дека луѓето вака го читат нештото. А ова сега го слушат и многу подруго влие и гласот твој игра улога и каде ги акцентира зборовите и како го држиш мовето дека пак ова го транскрибираш, а ова тоа е. Точно. И багер на тоа дадов внимание и после тоа направив листа на организации што мислам да ги контактирам па да видам што ќе испани и памтам првата што ми врати поточно беше некој театар во Берлин, ама видов дека имате некој мало студивце и бев која тука, тоа е целта да. И отидов таму на состанок и на крајот тој ми каже Алекс Берлин е како ТВ станица и радио станица во Берлин и ми прата ако одиш пример, ако му го понудиш проектот и ако го прифатат ти дават студио све. И ми даде мејл и бев јас кога гледам мејлот, окей, видов и му отвори вебсајтот и видов слика на таа што е мејл од Хелен и бев како што ако одам само директно. Со мејл. И сам отидов директно на место, на локација и многу смешно само прво влегов внатре, беше на состанокта и чека да завршам и не знаев кој сум. Ево, таму е се испечатено ко концепт, односов и некое списание и му представувам сето. И по недела дена ми пише како мејл, како да може тука да го снимаш подкастот фактички аудио интервју, велам дека секој во денешницата има подкаст, имам цела теорија за тоа. И види, ќе кратко ќе да прекинам подкастите, многу луѓе ги слушат, не ги гледат, што ќе гледаш, еве и нас, што седиме фиксни сме тука. Тоа е Јас подкаст. сум, не дека не сум убав за гледање и кумбата е убав. Тој е подкаст, брат, а сега видеа почна да вадат на YouTube, затоа што не може сите да... Нели подкаст беше порано се слушаше, имаше подкаст станици на Apple, на... варијација на радио ќе го гледам. Точно, да, на Тоа ми е. Spotify подкасти се слуша и на SoundCloud и на такви места. На тоа, на Сега, Spotify ако ги префрле објавуваме. подкастите на YouTube, можеш да имаш видео, такви спадна денешните подкаст емисии или Да, не знам сега што радио и се- телевизија се воедно на некој измешано, начин. Да. И сам ти овозможува цело студио, микрофони предобри, прво ме неколку пати ме едуцираја за миксетата како работи, микрофоните, сето тоа. И после тоа бев ко топ, сега треба да најдам гости. Има веќе листа која што сакам да интервјуирам, ама бев на кога тука кај на што е ПИН, има музичка конференција во Скопје што е, има таму Most Wanted се вика. И се пријав како дека таму со карти нека 60 евра беше картата. И се пријавив као волонтер. И буквално да, ама ништо не правев нешто многу, бев како за еден стејдж, требаше вода нешто му носам и бев ко отидов ко му донесов 2 колети, доволно ми вода за цел ден, да. И ајде, во авантура и таму буквално таму имам веќе 2 гости, комуникации што запознав луѓе и ова година исто бев како гостин ова година бев на некој начин и веќе закажав нови интервјуа од таму дека стварно таму значи на подкастот ни се таргет повеќе луѓе зад сцената. Так. Значи имаме интервјуирано букинг агент, имаме интервјуирано докторат што прави еден за звуци ко негови инструменти прави исто така. Имаме за продусери интервјуирано, исто имаме и бенд и сега баш на новото интервју што го направивме со Скопје што живее во Берлин и уште не излезам на тоа, во јануари излегува. Кога се емитува епизодата. Да. И некако тоа ми поможи дека прво некако идејата ми беше дека тој период живеев со аудио инженер и диџеј во Берлин што бе од Словачка, се запознавме некако спонтано и таа некако знаеш цело време дека Стан да не ти треба. пушта музика едно друго и прво некако идејата ми беше дома да си направам некој мини студио, ама кога дознав ова бев ко Пошто сигурно немаш визба во Старо Берлин. Ние имаме визба Имаме во визба. визба. Не, со имам сме визба, прашали. имам визба. Ама не толкава. Да. А шо, јас колку што те знам, не знаеш да свириш ниту еден За инструмент. крај сме, дека остани за Да. крај. Се инструмент. Не свири Не ништо, свирам, а не. цело време се му се врти околу музика. Шо толку музика да ти е посебна тебе, лично? На сите ние тоа Слушаш многу, сакаш да слушаш, фанси, ама не знам. Да, те сваќам. Што обично луѓе што се занимавале некако или Некако барем со инструмент свиреле ќе фателе, нешто да. или
од деца, слушаат многу музика, сакаат да бидат диџеи или пробале да бидат, продолжуваат со Да. музика, а ти го почне испознавање некако музички и сите други проекти наваму се поврзани со музика. Го размислав уште на почеток кога почнав с писанието, поќе ми беше као огромно влијание има музиката во се, во што размислуваме, некоја песна може да те наврати на некој момент, некоја песна може да даде мотивација, некоја песна која си тажен ќе ја слушаш. И сето тоа некако тие да речам надлуѓе од тој аспект на индивидуата, сакав да ги интервјуирам, буквално дека ми беше интересно нивните приказни да ги слушам. А и ги од свој интервјуираш пристап. луѓето што тебе ти оставиле впечаток преку музиката или што си слушнал дека имат некакво влијание врз општеството? Би рекол мене. Не мора да значи дека од музички Така, аспект, така. туку општо како луѓе Општо, имале општо, добар да, муабет или нешто и ме бендисале да слушнам некој друг, не сум немал направено такво интервју Така. до сега. Значи прво се водиш од сопствените пориви кои би интервјуирали како би се движело. Да, да. Да, веројатно според Супер. неговите замисли што треба да се Колега, исполни. немам повеќе прашања. Колега, времето од нас многу брзо ни лета. Исто и тебе ти лета многу брзо времето, ти не си тука надолго, така? Да. Фала многу што одвои време да дојдеш кај нас. Фала ви на Мило ми е поканата. кумбата што те препорача. Да. Го чекав да дојде Секогаш. цела година од Берлин. Да, секогаш сме спремни за добар муавет, а поготово и за вакви теми. Пак е почнав со твојата реченица што ме напише желбата да придонесам за заедницата и сакам исто таа реченица и да ја завршиме емисијата. Може ќе му остане И ако мрежа на сакаш некој- да придонесиш што за джанкерската заедница, кога ќе средите таму кога ќе легализирате се, викни не со Дуле на еден викенд. Да. И ќе ни направиш интервју, Во сакаш студиото во ќе вам аудио, децам. сакаш во пишано, како сакаш ќе направиме по Ти ние си сме интервју. поборци за легализација двата. Да. Така да стрес фри е тоа. Дечки, ве поздравувам вас, се гледаме за една недела. Во ова веќе ќе се емитува во јануари, веќе празниците ќе бидат веројатно Година. поминати, кој за Година. колку сте здебелени. Сега малце фрлете се на здрав живот. Од нас еден поздрав голем. И срекни празници. Среќни